Почитувани медиуми, почитувана јавност, благодарам на присуството. Би сакал да ве информирам дека ВМРО ДПМН и коалиционите партнери еве од денеска почнуваат со суштински разговори со парламентарните политички партии, пред се со партиите подписници на Предлог законот за изменување и дополнување на изборниот законник, а секако во текот на наредните денови ќе разговараме и со другите парламентарни политички партии. Целта на средбите се измените кои што се предлагаат, односно изготвување и една изборна единица, нешто што како предлог закон е стигнато во парламентот, подпишано од одреден број на наши колеги пратеници. Во текот на денешниот ден имавме средба со Демократскиот сојуз, представувано од колегата пратеник Павле Тројанов и со ВМРО Народна партија. На средбата беше колегата Лјупчо Балковски, со кој што поразговаравме за овие актуелни теми за кои што разговараме. Една изборна единица беше темата на разговорите, за кои што се дискутираше на тие средби и секако можноста за размислување, односно нивните предлози за поставување на одреден праг при тие изборни процеси. Со различни идеи се политичките партии, на крај заклучивме дека овој процес треба да отпочне во насока на демократизација на државата, гледаме дека се ствара клима за ова работа и процесов ќе продолжи и во наредниот период. Секако, со отварањето на самата тема, односно со поставувањето на законот на комисија, а потоа и на пленарна седница, ќе има можност за истиот да се разговара, да бидат употребени и анализите од компаративното право, кои што ќе дадат размислување дали и колку би требало да биде прагот или на кој начин да продолжи активноста, односно целиот процес околу ова законско решение. Во текот на утрешниот ден, како што напоменав, ќе имаме дополнително средби и со други представници на парламентарни партии со кои што ќе размениме мислења и искуства по однос на ова законско решение. Благодарам. Прашања? Видете, во текот на вчерашниот ден слушнавме одредена изјава, која што беше на еден начин, би рекол, ултимативна. Ајде да одиме чекор по чекор, да го отвориме прво ова, затоа што досега, од она што го имаме како, да речеме, процес кој што се случува во државата, ВМРО ДПМН беше обвинувано дека е против една изборна единица. Очигледно, владините коалициони партнери добро соработуваат помеѓу себе, па сега едните ќе бидат добри, другите ќе бидат лоши, затоа добро е да го отвориме прво овој процес, па потоа да разговараме и за сите други постапки кои што ќе следуваат во наредниот период. Ќе повторам, добро е за демократизацијата на државата да почнеме да разговараме на овие теми. Законот за укинување на пржинска влада, односно законот за влада, е ставен на седница на 10 февруари како точка на дневен ред, имено по моето инсистирање на последната седница и одговорот на председателот на собранието дека истиот не е преведен, во текот на минативе денови истиот беше ставен како материјал, што значи ќе се најде на наредната седница. Апелирам до сите партии и подписници сериозно да го разгледаат и да дадат подршка како би можеле да пристапиме на тргање на овие одредби кои што ги има во самиот закон и враќање на старото законско решение, односно пржинската влада да ја пратиме во историјата, односно таму каде што се покаже како нефункционален модел и да се вратиме на уставниот модел на избор, односно закон за влада во државата. Имавме координација во текот на утрешните сати, значи редовна координација, го повтори барањето да седнеме и поразговараме со сите подписници, првични 4 подписници, иако формално не е таа процедурата, меѓутоа добро е доколку добиеме подршка и се приклучат на ова законско решение и првичните подписници секако не можат, затоа што Демократската партија на албанците тогаш беше на разговорите, меѓутоа сега имаме втора поголема партија опозициона од
од страна на албанскиот блок, така да најголемите 4 политички партии им стојат отворена вратата за да го поддржат ова законско решение и секако доколку има одредени несогласувања со амандмани истото да може да се смени и да се реагира и во законот за влада, а секако ќе треба да се реагира со одредени измени и во изборниот закон, кои што се поврзани со пржинската влада.